Францускиот предлог за Европската иднина на Македонија и протестите во Скопје се фокусот на вниманието, а во втор план тие ја ставија големата економска и енергетска криза. Како штипјани гледаат на францускиот предлог и протестите во Скопје? Не е целта само инат да се воде, да се онади, значи ќе видиме како ќе биде со бугарите, значи сега да прифанеме. Да се одбие, затоа што не чините против Македонија, интересите против интересите на Македонија. Во однос на протестите, анкетираните велат: ефект нема да има. Они што си замислиле, по мене, тоа ќе си го направат. Па требат малце да влијаат, требат ќе помогнат. Во врска со истото прашање, премиерот Димитар Ковачевски, председателот Стево Пендаровски и други високи јавни личности сметаат дека предлогот е во ред и дека сега е моментот за вистинска одлука. Од друга страна, спротивен став или дилеми имаат следните на јавноста добро познати лица. Неприфаќање. Бугарија преку Европската унија го добива тоа што 4 години се бореше: денационализиран, асимилиран македонски народ кој што ќе остане без сопствена историја. Смета историчарот Тодор Чепреганов. Која од европските вредности го покрива ова? Од кој европски народ се барало да се откаже од историјата, од јазикот и од сопствената етничка определба? Пишува професорката Мирјана Најчевска. Владата на Република Македонија да инсистира да се преработи преговарачката рамка и од неа да се отстранат билатералните прашања наметните од Бугарија. Е ставот на коалициониот партнер на СДСМ Павле Трајанов од Демократски сојуз. Има ли поголемо зло од тоа во име на празни ветувања и коцкарска надеж дека ќе добиеш премија да си го заложиш домот, семејството, народот, наследството, имотот и иднината? Напиша академик Катица Ќулавкова. Доколку билатералните прашања кои реферираат на историјата и образованието се дел од преговарачкиот процес, како што личи од дефинираниот протокол кој не сме го виделе, тогаш францускиот предлог за дом е неприфатлив. Изјави председателката на дом Маја Морачанин. Од македонскиот дипломатски синдикат побараа и оставка од министерот за надворешни работи Бујар Османи. Поради свесно уништување на македонската дипломатија, бараме ваша наједна оставка, министре Османи. Велат од синдикатот. Од друга страна, во текст се интензивни консултации за прифаќање на францускиот предлог кој ги водат владини представници. Во исто време од Европската комисија денес порачаа дека во изготвувањето на предлогот биле земени предвид барањата на сите. Европската комисија го поздравува ревидираниот француски предлог за преговарачката рамка за Северна Македонија и смета дека овозможува почеток на преговорите со Европската унија. Се вели оттаму. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак информираа дека според нивни информации, владата утре на седница ќе носи одлука за францускиот предлог и го повика македонскиот народ да излезе пред владата и да каже не за предлогот. Тоа е сигурно утре ќе биде владината седница според нашите информации, затоа ја повикувам цела Македонија утре тука да дојде. Дали има изгледи? Изгледите се јасни. Јас уште вчера кажав, му понудив, се повлекуваме и од предвремени избори, се повлекуваме од се, ќе му помогнеме, нека помине зимата, граѓаните да можат мирно да ја поминат, заеднички ќе се обедини, не му бараме ништо. Само нека каже не,